Земјоделците без одлагање да почнат со подготовки на есенската сеидба. Експертите советуваат дека сончевото време кое следува по обилните минатонеделни дождови е идеален предуслов за да почне прихрана на почвата. Агрономите додаваат дека полјоделците треба да внимаваат и на изборот на семето и семенскиот материјал. Исто така би нагласил дека житните култури, како што е пример пченицата, можат да се посејат со семенски материјал, односно домашен семенски материјал, најчесто е оставено од самото производство или од купечки семенски материјал. Во колку е од домашно производство, значи оставено жито или друг житна култура, јачмен и така натаму, пожелно е пред се да се изврши преходно со дезинфекција за уништувањето на болестите кои што ќе се може да се најдат на површината на самото семе, а исто така пожелно е да се употребат 5 килограми повеќе него што се кај употребот кај купечкото семе. Односно во овој период купечкото семе кој што е веќе запрашано, доза на употреба обично се движи околу 20 до 25 килограми, додека пак собереното семе доза на употреба се движи околу 25 до 30 килограми нормално за 1 декар. Оптималниот рок за сеидба во агроеколошките услови е од 10 до 25 октомври. Сеидбата пред овој рок може да доведе пченицата да прерасте и на тој начин се намалува и нејзината отпорност за презумување. Секое задоцнување на сеидбата може да доведе до намалување на приносот и квалитетот на пченицата. Кај нас во поголем дел имаме многу доцна сеидба која се протега од 10 ноември па до 15 декември.